Да, се враќаме во студиото. Е, Господине Муса, сакам да ја прашам, во минатото беа објавени многу афери, многу корупцијски скандали уште од првото доаѓање на власт на ВМРО ДПМН од 2006 година, но некако тие скандали се покриваа еден со друг. Значи, нешто ќе излезеше во јавноста, немаше разрешница никаква правна, па ќе доеше друго, па така се намножија многу. Имаме некои многу крупни работи кои се случија во државата за кои нема разрешница, да речеме 24 декември. Потоа дојдоа бомбите. Со бомбите веќе се изнаслушавме се и се што од нив излегува многу случаи кои еве сега ги процесуира специјалното јавно обвинителство, дали и таму ќе има разрешница, ќе видиме. Значи сакам да кажам многу работа за новата власт, доколку се фати за таа работа. Што мислите вие? Ќе се фатели за таа работа и дали ќе има капацитет за да ги истражи и процесуира сите случаи од минатото? Виде, случаите се многу. Ако ова нова власт ќе треба да прави план и од тоа да почнува од крупните. Значи да не почнува за разрешување на ситните корупцијски скандали. Државата има капацитет. Државата има добри закони. Значи соодветни закони за борба против корупцијата. Може она ако сака да се однесува така државнички, она како што ветува закон, Заев, дека ќе биде реформска и дека ќе се бори против корупцијата. Не ми е јасно дали мисли дека натаму ќе се бори. Ако не се враќа назад, ништо нема да прави. Значи нема да станеме држава која ќе гарантира добро за граѓаните. Ова власт би требала да се занимава, ама буквално за секој скандал, почнувајќи од големите. Значи, за да дава порака дека секој носител на власта понатаму, да ако го прекрши законот, значи треба да сноси одговорност. Било каква да е тоа. Но знаете, ова прашање е важно затоа што ние некако имаме искуство од минатото дека тоа и не се случи баш со минувањето на претходните владеачки гарнитури. Значи имавме многу скандали, многу афери во минатото, па еве да речеме и во смената 98-99 и во 2002-2003 и подоцна. Значи сето тоа некако што се зборуваше претходно се заборави како ништо да не било. Мислите ли дека повторно може да видиме таква сценарија? Јас мислам дека не сме во ситуација сега така да размислуваме и така да очекуваме дека ќе се однесува новата влада. Стварно е тоа така било, значи останала како навика, значи од промена на властата некој пречутен договор, да речеме, да не ги чепка поранешните скандали и да гледаш што би направил со власта и со буџетските средства власта во наредниот период каде што го има пред себе. Меѓутоа, овој пат мислам дека ако се продолжи така, гневот на граѓаните ќе биде толку голем што ова сегашна власт што треба да ја земе власта, не верувам дека би имало место во државата. Значи, после овие скандали, после ова поддршка што ја има од граѓаните цели 2 години, со шарената револуција, со сите своји потреби, мислим, тоа свесните граѓани, интелектуалците, поддршката што ја дават, ако она се дрзне да иде во спротивна насока, не верувам дека ќе има место во државата. Значи, мора граѓаните ќе го земат власта во своји раце. Зборувам вистинските граѓани, не овие другите што го продаваат интересот дури и за 1000 денари, продавање на глас или на нешто друго, него вистинските граѓани. Да заклучам со прашањето, стварно имаме капацитет за борба против корупцијата и криминалот. Ако сакаме, оваа власт барем вака на изглед се труди да не дава сигурност дека така ќе биде. Значи ќе се бори против корупцијата. Иначе во спротивно лошо му се пише. Да, Маричич, има многу тези за тоа дали во Македонија ќе профункционира правната држава, дали ќе има владење на законот, дали ќе има одговорност за некого, а особено за најкрупните играчи во политиката.
Мислам дека сите оние и неформални разговори што сме ги имале и со луѓе и во јавноста, некако има едно неверување дека оние најкрупни играчи може да одговараат, пред се согласно примерите кои сме ги виделе во минатото. Еве истото прашање за вас. Мислите ли дали господинот Заев, еве како мандатар на новата влада, доколку ја состави се разбира, дека е свесен за ова доволно? И дали мислите дека е свесен за тоа што ќе се случи доколку не ги процесуира случаите? Видете, Заев тргна во битката против Груевски откако е лидер на СДСМ, точно во преден план со оваа тема, борба за правда. Главни две теми на минатите избори беа борбата за подобар живот, за шанса за сите и борбата за правда. Протестите и целиот израз на незадоволство во претходните 3 години беа токму на таа тема, борба за правда и за одговорност на оние кои што сгрешиле. Веќе ние на масава сега имаме огромна планина од скандали, од прекршувања, од корупција, која што не можеме така да се правиме како да не е на масата, а ние не можеме да се видиме сите што седиме тука, од што е голема таа планина. И значи мора да се справиме со тој проблем. И мислам дека вие меѓународната заедница до 2015 година не гледаше толку на овие работи на тој начин толку лошо во однос на корупцијата. Имаше забелешки сериозни во однос на работата на комисијата и во однос на други прашања, меѓутоа од кога излегоа разговорите, веќе не можеше да се занемари големината и габаритот на аферите кои што тежеа врз општеството. Нашето општество успеа да се избори со тој режим до тука, значи да го симне од власт. Меѓутоа сега е примарна задача, една од примарните се разбира, има и други теми кои што се битни за сите граѓани, меѓутоа оваа тема на одговорност за одговорните и помош на работата на СЈО, создавање на институционален контекст и сесрдна помош со информации на СЈО и на обвинителството за да може да се разоткрие. Мислам дека не само што нема простор за прикривање, напротив, според мене треба да се зајакне оној закон за свиркачи, за луѓе кои што можат однатре од институциите, па мене ако им прашувате и јавно да сведочат за тоа што се случува, бидејќи граѓаните многу работи не знаат, ниту биле свесни што се какви злодела се случувале во нашите институции. И ако за тоа да не се повтори, тоа мора да се чуе и тоа мора да се процесира и за тоа некој треба да одговара. При тоа се согласувам дека мора да се почне од најкрупните случаи. Ако Хрватска најде сили да се справи со Санадер, ако Романија најде сили да се справи со своите корумпирани политичари, делумно еве и во Бугарија, меѓутоа Романија и Хрватска се светли случаи дека може во нашиот регион државата и општествата, институциите да се справат со вакви случаи и сите тие општества и Хрватска и Романија израснаа преку тие процеси дека не им е дозволено на политичарите туку така да грабаат од државните средства, да ги располагаат како што ќе им текне, туку за се мора да има правила, критериуми и оној кој што ќе се огреши од законот да одговара. Мислам дека ако сега се воспостави неказнивост, Македонија ќе се сруши како држава и нема да има шанса повторно да ја изградиме. Настрана тоа што гневот на сите оние кои што се бореа сиве овие години за да биде поинаку, а не да биде како до сега, ќе биде насочен кон оние што нема да испорачаат. Така што јас мислам дека нема простор новата влада да размислува поинаку, освен да тргне по патот на расчистување на овие крупни афери и корупција, па и насилство. И мислам дека тоа не е само важно од таа причина. Важно е за да можеме понатаму да имаме некакво општествено помирување, бидејќи за жал нашето општество е длабоко поделено, има длабока омраза, има голема пизма меѓу различните групи, за да може да се помири народот, обичниот народ, граѓаните, вистинските граѓани, за да може тоа да се случи, мора да одговараат
оние кои што се одговорни. Мора да има правда за да има помирување. Затоа мислам дека е клучно да се свати оваа работа многу сериозно и тоа ќе биде тест за целото општество, но особено за новата власт. Кога ќе се превземе власта, кога ќе се имаат институциите и законите, веќе нема да има никакви изговори и луѓето тоа ќе го очекуваат да биде видливо и да го почувствуваат. Тука не мислам на апсења спектакуларни, на не знам, на спектакли. Мислам на суштинско дека може да се осудат оние кои што најкрупните да речам актери од досегашната власт и воедно да се врати во државниот буџет тоа толку колку што е возможно по законите, бидејќи тоа е важно прашање. Знаете, Македонија доправа ќе гледаме колку е буџетски опустошена и каде се можеле и завршиле државните фондови и дел од тие средства тоа што ќе може ќе треба државата. Впрочем, велам, веќе имаме доволно добри искуства во регионот и во повеќе држави за да не подклекнеме како општество и да не подклекне таа нова власт под искушението да се откаже. Ете сега дојдовме на власт, сега се со поинакви очи гледаме. Не, мислам дека го нема тој луксус, затоа што ќе се удри како бумеранг не само на власта, туку и на целото општество. Да. Спомнавте спектакуларни апсења, тие случаи кои ги гледавме, доктор Ставрик е тука мислам дека осетил на своја кожа како изгледа тоа. Го предводевте штрајкот на клиничкиот синдикат на лекарите, не попуштавте тогаш во преговорите со Министерството за здравство и веднаш ви излезе случај, ве апсеа, ве носеа. Па не веднаш по одредено време. Па да, прилично брзо. Да, тоа беше фактура де факто за штрајкот од страна на власта, која за мене лично, да ви кажам, иако моето семејство, пријатели пропатија многу со сето тоа, тоа е за мене комплимент. Затоа што да бидеш мета и отстрелен на таков начин од оваа организирана криминална група е комплимент, значи дека си исправен. Како да кажам, не попуштавме. Попуштавме ние долго, уште пред да почне штрајкот. Се обидувавме на разни начини, во разни форми да разговараме со министерот, со министерството, немаше слух и така и дојде до штрајкот. Кога се донесе одлука за почнување на штрајк, судот ја забрани во рок од еден ден. И тоа е најдобра илустрација за заробеноста на институциите, за корумпираноста и за функцијата во која се стави ни судството и обвинителството. Да, вака не подсеќате на вистина некои работи што сме ги заборавиле. Таа беше пренесена и во регионот и во светот како една од најапсурдни одлуки на судството. Најапсурдни одлуки и рекорд. Значи во брзина, помалку од 24 сати им требаше да донесат таа одлука за забрана на штрајк за изразување на волја на една голема група на луѓе. Во случајот лекарскиот еснав, значи повеќе од 5000 луѓе кои сака и понатаму и штрајкува. Значи тоа газење на волјата од страна на судството во функција на власта или по налог на власта, дали е тоа налог на министерот, на шефот на полиција, на премиерот, не е битно кој е таа тајфа. Штрајкот се одвиваше како се одвиваше, ние се обидувавме, сеќавате, стоевме секој ден пред министерството не гледаше, министерот не гледаше. Имаше и проблем со бројките, некој мислеше дека се работи за група од 20 луѓе пред зградата, а постојано имаше 300-400 луѓе надвор. Значи, секој дневно. И како што знаете, не заврши многу среќно, односно не заврши штрајкот со некое решение. Ние и тогаш баравме да тие псевдореформи кои беа наметнати, за кои мислевме дека и се спроведоа, за кои мислевме дека се резултат на некадарност, необразованост, незнаење, неинформираност или безобразие на министерот и на кабинетот. Тогаш така мислевме, меѓутоа времето покажа дека тоа воопшто не биле случајни или глупави реформи, туку дека имале функција да се случи еден сериозен криминал и урнисување со тоа на јавното здравство, а времето ќе покаже и кога ќе имаме институции од типот на обвинителство и судство, мислам дека тоа ќе се процесуира. Се работи за стотици милиони евра, кои тој ресор,
заедно со своите соработници, кои преска ги спомнавме, начело на разни институции, веледрогери, го спроведоа. Затоа им беа потребни тие измени што ги правеа во Законот за здравствена заштита, затоа им беа потребни тие глупави реформи, под наводници глупави, опасни, јас би рекол пред се, кои не допринесува нити за подобрување на квалитет на здравствена услуга, напротив, ја влошија здравствената услуга, и која ја платија со здравје и живот многу пациенти, од Тамара, која ја знаеме, до неброени други случаи кои не ги знаеме. Меѓутоа и тоа ќе биде, верувам, предмет на интерес на Министерството, идното Министерство за здравство во следниот период и на ресорните надлежните органи. Да, господине Муса, кога зборуваме за национално помирување, како што некои го дефинираат, например, председателот Иванов, кога ја направи онаа општа амнестија за случаите кои беа спомнати во бомбите и од СЈО, тој рече дека тоа го прави за да го помири општеството и дека тоа е за општествено добро. Пред некој ден имаше повторна изјава за учесниците во нападот на собранието, рече дека и за нив е потребна амнестија и дури направи споредба со 2001 година каде што имало амнестија после тој конфликт, вели дека требало да има и сега. Значи, тоа ли е тоа национално помирување какво што и треба на Македонија, значи да се амнестираат сите оце? Несперодиви се ситуациите со 2001 со ова, пошто има друг контекст тогаш со ова што беше во собранието. Не верувам дека е потребно. Значи, за лошите работи, значи една од зајакнување на кризата беше она амнестијата на председателот. Значи, ако после ова пак се дрзне председателот да донесува некоја одлука што ќе ги амнестира луѓето што го узурпира и што се заканија за живот на пратениците внатре во институцијата. Тие да имат амнестија. Не гледам негде причина да не било смислена работата, за да може амнестија да има за таквите. Значи, за некоја организирана група што сакала да има последици или да има жртви во парламентот, значи смислена работа, да им се дава амнестија, не гледам причина во тоа. Уствари тогаш на секој криминалец што ќе се дрзне да убива човек во сета улица за некоја, да речеме, некоја своја фрустрација, би требало да имаме амнестија. Ова група на луѓе во парламентот на кои сме сите сведоци, овие 2 недели или 3 недели колку има, значи биле организирани, а за организиран напад врз државните институции, врз пратениците, значи на избраните луѓе, давањето амнестија е тотално на хаос. Значи на хаос во државата. Значи нефункционирање воопшто на ниедна институција во државата. Не верувам дека би се дрзнал председателот и овој пат би направил таква голема грешка. Да, Маришеш, кога сме кај председателот и Европската унија на некој начин, тој направи уште една работа во своите изјави, некако, можам слободно да кажам без некоја посебна причина, ја нападна Германија, германската амбасадорка, функционирањето на германското министерство за надворешни работи, на германската дипломатија, не знам зошто навистина беше испровоциран да го направи тоа, освено на соопштение на германското МНР, кој не се разликуваше премногу од соопштенијата на State Departmentот, на британскиот Foreign Office или не знам на кое друго министерство. Што мислите, зошто председателот токму така настапи агресивно кон Германија? Некој мора да биде виновен, знаете. Ова досегашна власт е една важна компонента на нејзиното владење, особено во меѓународната политика, ЕУ интеграциите и така натаму, беа овие теориите на заговор. Значи, важна улога има теориите на заговор, особено откако почна кризата. Не заборавајте дека таа приказна пред да се објават бомбите започна со на смешно обвинение за пучка што имаше странски служби кај што снимаа жолти комбиња,
премиери на странска држава, па во игра беше Матео Ренци еднаш, имаше пресконференции за тоа, јас него, па и втор пат беше вмешана, не знам, Соединетите Американски држави цело време се на еден или друг начин вмешани, Сорос со сите своји врски, сега дојде на ред и Германија преку германската амбасада. Мислам дека можеби причината зошто баш германската амбасадорка и Германија, затоа што веројатно ВМРО-ДПМН очекуваше дека Германија, бидејќи е водена во еден голем дел од десничарска партија, дека ќе им подадат рака и ќе ги спасат од оваа ситуација и веројатно се надеваа на тоа, а бидејќи тоа не се случи од принципиелни причини пред се, бидејќи во меѓувреме добија неодбранливи позиции партнерите на германските десничари во Македонија и повеќе секој кој што е демократ и кој што се залага за определени принципи што владеат на ниво на Европската унија не може да ги поддржи чекорите на ВМРО-ДПМН и веројатно разочарани од тој чекор сега се обидува да ја нападнат директно Германија. Иако за мене е тоа, како да ви кажам, да нападнете амбасадата и воопшто владата на најмоќната држава во ЕУ, која што е меѓу другото и главен трговски партнер на Македонија, која што меѓу другото и даваше толку и политичка и секаква друга помош во овој процес на европски интеграции и од која што во моментот зависа толку многу работи на ниво на Европската унија, да го направите тоа е во најмала рака крајно неодговорно и крајно, не знам како да кажам, рушилачки, негативно кон сопствената држава. А понатаму е политички и недипломатски, некоректно и меѓутоа тоа се должи тоа е само резултат, плод на комплетната политика и на Иванов и на владата во изминативе неколку години, дека ние со секого можеме без проблем да се конфронтираме, дека сме ние најважни, најголеми, најјаки и дека не е проблем, еве и гледате вие која беше представникот на Соединетите држави, организира да го праша некој дали знае вашиот шеф или кој ве праќа тука во Македонија. Значи тотално губење на допир со реалноста и на тоа како се води дипломатија во корист на државата. Значи ние имаме надворешно политички приоритети за членување во ЕУ и во НАТО, а не се воздржуваме да влегуваат највисоките државни функционери во директна конфронтација со најмокните држави од овие два сојуза. При тоа е чиста, не сме во право. Значи еве да речеме да се спори Иванов за нешто за што е во право, па да речеме еве можеби иако сме послаби имаме право да се буниме. Меѓутоа тој не е во право што измислуваат ситуации, обвинуваат без никаква основа, коваат теории на заговор и со тоа директно нанесуваат штета на Македонија. На крајот на краиштата видовме дека со таква политика, со таков пристап партијата досегашна на власт се доведе во позиција на целосна изолација и среќа што се заминуваат за да не внесат и Македонија во целосна изолација или во. Но видите, нема никаква одговорност од тие постапки. Веќе утре дента германското министерство за надворешни работи даде директен демант на изјавата на претседателот, го демантираше, значи му кажаа дека тие се во консултација со својата амбасадорка и повторно го обвинија дека е кочничар на политичкиот процес во истото соопштение на МНР и едноставно никому ништо, претседателот кажа јас се останувам на своите ставови и толку. Па да, тоа е проблемот, таа ароганција не доведе до тука, дека ние можеме да кажеме било што и да одиме така дури и невистини и да одиме против зборот на другите на партнерите безсрамно обвинувајќи ги за нешто што не е точно. Мислам дека ако сакаме да не гледаат како сериозна држава, Македонија е станата држава за подсмев во меѓународните односи од таа причина. Затоа што неодговорни луѓе предолго време ја представуваа и ја прикажуваа вистината сосема извртено и неточно. Затоа мислам дека и таа политика од темел ќе мора да се смени, доколку сакаме реномето на државата да го вратиме на ниво на сериозна, стабилна, демократска држава, кандидат за членство во ЕУ и во НАТО. Значи, статусот кој што го има Македонија, колку и нам да ни се чини
небитен или неважен во овој момент, сепак е статус на држава кандидат за членство во ЕУ и во НАТО. Пред да го прашам господин Ставрик, сакам вас уште едно кратко подпрашање, бидејќи е ваша специјалност. Опаѓа довербата на граѓаните според последните анкети во Европската унија и во НАТО. Сака да ја прашам кратко, на што мислите дека се должи тоа? Дека се должи на проблемите во пристапот на нивен кон нас, или можеби во влијанието, во пропагандата, во што? Таа поддршка опаѓа во последните 10 години. Меѓутоа, сепак, ако земеме споредбено, Македонија се уште е на врвот во регионот по поддршката кон ЕУ и кон НАТО и имаме некоја стабилна бројка од околу 70%. И не очекувам понатаму да падне, затоа што голем дел граѓаните се за тоа, но вистина е дека има пад од 85 или 90% колку што било пред 10 години. Причините се според мене двојни. Прво е неминовно според за името, кој што дојде во втор план во текот на кризата, меѓутоа придонесе за тоа и е некоја пречка која што предизвика разочарување кон одреден дел на луѓето, но уште поголема причина е пропагандата која што се води во медиумите, теориите на заговор дека не постои меѓународен заговор против Македонија и дека тој заговор го водат држави членки на ЕУ и институциите на ЕУ, и мислам дека со тоа мора да се престане, мора да се води реална политика, мора да видиме каде сме ние, каде сакаме да одиме и согласно со тоа да се поставиме во интерес на Македонија, да се реформираме, трансформираме и што побрзо да станеме членка на НАТО и на ЕУ, бидејќи сме обкружени со држави членки на НАТО и делумно на ЕУ и веќе се отвараат други игри за други влијанија од Русија и од други центри, доколку не се случи тоа брзо. Тука нормално има удел и ЕУ, мораат и тие да бидат поодлучни и поотворени во нивната политика, што мислам дека се случува во последните 2 години и тоа мора така да продолжи. Но не очекувам драстичен натамошен пад на поддршката за ЕУ во Македонија, како што, например, вие имате случај во Србија дека е тоа на 50% од прилика, во Црна Гора и така натаму. Македонија е сепак високо на 70%. Да. Ќе завршиме со вас, господин Ставрик, немаме уште многу време, уште неколку минути. Има сега некои најави дека можеби доколку се спроведат на вистински начин реформите од новата влада, доколку тој процес се постави на здрава основа, дека Македонија би можела забрзано да почне преговори со Европската унија, а и прилично брзо да влезе во НАТО. Значи да се најде решение за тој проблем. Вие сте биле доста, мислам, сте и професионално и секако сте виделе многу како се живее секаде. Мислите ли дека можеби сите овие проблеми кои ги имаме со функционирањето на правдата, со животниот стандард, со невработеноста, со економијата, дали можеби сето тоа ќе се забрза во позитивна насока доколку се случат тие евроатлантски интеграции? Сигурно, ако оди по тој тек. Значи, тука ќе повторам само колегите што рекоа претходно дека новата влада има многу голема одговорност и нема резерва, нема манипулативен простор за било што друго, освен за честно и одговорно работење во смисол на водење на државата. Затоа што сме во огромна дупка, меѓутоа има излез од тоа ако се работи нормално, ако се вратат институциите, ако се тргнат двојните аршини од ова општество и ако криминалците се најдат таму каде што треба да бидат, а не да бидат во министерства и во влада и во председателски кабинети и така натаму. Единствената опција на Македонија е Европската унија. Ние се наоѓаме географски и секако тука. Излез има во сите сфери на нашето живење, треба да ја вратиме нормалната, треба да ги вратиме законите функционални, да важат за сите, како што и е во програмата на новата влада, а не селективно, за вас да важи, за мене да не важи, пример. И мислам дека има перспектива. Да. Добро, Ставрик, Муса, Маришик, ви благодарам на сите за учеството. А вие, почитувани гледачи, гледавте уште една анализија на телевизија 24. Останете со нас, следува и информативниот блок.